Почитувани мој, добар ден. Вие сте со ново уште едно понеделничко издание на Црвена линија. А во него, во Македонија функционерите секој ден се побогати. Народот секој ден се посиромашен. За многу функционери се зборува дека имаат имот регистриран на друго име. Секој граѓанин треба да докаже како го стекнал имотот. Ама на законот за потекло на имотот чекаме со години. Од Државната комисија за спречување на корупција велат: имаме дојави за функционери дека имаат и друг имот, но не можеме да докажеме, бидејќи тој имот е регистриран на друго име. Затоа со години го зборуваме истото, дека е потребен закон за потекло на имот. Секој граѓанин да каже од каде му е стекнатиот имот. По донесување на законот нека има 1 година за изјаснување, а за новостекнатиот имот да каже од каде му се средствата. Потоа тоа може да се следи од Управата за финансова полиција. Кому не му оди во прилог донесување на законот за потекло на имотот? Тоа е она денеска што ќе дискутираме со вас во Црвена линија и ќе ве потсетам, до нас се лесно се стига, доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005 и секако ќе ве потсетам дека имаме 5 активни линии во последно време, особено последнава недела имаме ептен жештен на Црвена линија, верувам дека ќе биде и оваа така. И најважно од се по вклучувањето од страна на режија во Црвена линија, ве молам задолжително намалете го тонот на телевизорот. А веќе кога сум кај побарувањата до вас и како ќе ми биде драго ако сте дел од семејството Инстаграмџи, со оглед на тоа што и денес, како и секој ден на Инстаграм стори, доколку кликнете ќе ве пречека анкетно прашање. За денес прашањето е: дали со закон за потекло на имот може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите? Имате две опции за одговор, едната е да, другата е не, зависно од вашиот одговор, кликнете на опцијата. Резултатите секако ќе ги прочитаме и соопштиме по рекламите, но тука и ќе ве потсетам дека дискусијата на темата можете да ја продолжите со лајкнување, шернување и секако коментирање на Facebook Црвена линија, потоа Twitter Црвена линија и профилот на Телма телевизија на Facebook. Сега, оно што навистина сакаме од вас да слушнеме е: кому нема оди во прилог според вас донесување на закон за потекло на имот и зошто досега го нема и не функционира такво нешто во нашата земја? Тоа е она што ве прашуваме, секако нема да пропуштиме да ве прашаме и вас, кои што директно ќе се вклучите во Црвена линија, да дадете одговор и на анкетното прашање. Добар ден, ако имаме гледач. Добар ден, сина на телефон, Коста од Струмица. Коста од Струмица. Знаеш дека ситна гладен не верува. Треба да собереме за Царството небесно плодови. Денеска ќе помина власта, ќе помина парите, ќе помина имото, ама што сме спечалиле? За Царството небесно никој ништо не мисли. И јас немам ништо од мојот татко, иако почина мајка ми и татко ми. Мојата мајка беа 9 браќа, ни мане ништо не зема и никој ништо нема да носеме. Сето тоа е празно. Треба за Царството небесно да собереме плодови. Власта... Ајде, според вас, кому не му оди во прилог? Ама душата битење дека ќе оде. Тоа милнево. Може денеска ќе го имаш, утре ќе го немаш. Парите денеска ги имаш, утре ги немаш. Така, но и ве функционерите денеска најверојатно имате. Дали ме слушате, Коста? И духовното, најбитното, со ништо не се купува. Тоа треба човек да го размислува. Шотки имате имоти, се тоа џабе. Така, еве зошто според вас не е донесен закон? Јас немам ништо од моите родители, ако се починени, они собират за внуци, парафнуци, тоа е се џабе. Треба плодови за Царството небесно, за Божјо. Иначе тоа е ветер и магла, и власт, и пари, секи помине, и имот, и шатане, ама Царството небесно со ништо не се купува. Душата само треба да се спасе. Друго е се ветер и магла. Имајте пријатен ден и се најубаво. Благодарам многу. Секако вашето вклучување во Црвена линија не е ветер и магла за нас и оно што е најважно е мислев дека ќе добиеме и одговор на ова прашање, едно е ќе видиме што ќе одговори следниот гледач. Значи денес прашуваме кому според вас не му оди во прилог донесување на закон за потекло на имот. Добар ден. Добар ден. Па еве, кому не му оди во прилог? Добар ден. Добар ден. Сега вака,
води во прилог на овие полицијалите што се на власт. Значи, подхитно ова Билјана Ивановска што кажа, значи, подхитно треба тој закон да се донесе за потеков на имот по подана расправа у парламентот да го достава тоа и измени на закон за потеков на имотот и да му се поставя од кај му е имотот спечален. Значи, подхитно расправа у парламентот и подхитно закон да се донесе и да се укине тие закон. Добро. Да се донесе за потеков на имот и да му се одземе имот со незаконски злоупотребување на полицаите и пратеници и министри овие што се, да не их спомнувам. Се знае кои се тие. Значи, има поддршка Билјана Ивановска. А зошто досега не е донесен ваков закон? Зошто не е досега донесен ваков закон? Еве и овој одговор, ако може, зошто според вас не е донесен досега? Па не го за тоа што му води у прилог на нив. Па за тоа не го носат, значи не оде у ни прилог. Значи, они се богатат на име на граѓаните. Подхитно треба тоа нараста у парламент за измени на законот и да му се исписа потеков на имот и да му се одеме за незаконски. Така, благодарам и вам за јавувањето и еве ќе потсетиме секако за да бидете брзо, квалитетно и целосно информирани, не заборавајте да кликнете на telma.com.mk, а кога веќе ќе кликнете на сајтот, секако ќе ве потсетам да се задржите и на овој наслов, каде што стои изјавата на Ивановска, односно само со закон за потекло на имот може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите. Така да, еве, тоа е нешто, еве, како вели она и порано, имавме дојави за функционери дека имаат и друг имот, но не можеме да докажеме, бидејќи тој имот е регистриран на друго име. Па кому не му оде во прилог донесување на закон за потекло на имот? Добар ден. Добар ден. Здраво. Здраво. Многу слабо ве слушам, знаеш, нешто се... Се слушаме или добро? Ама добро, ќе протераме некако. Ја ве слушам одлично. Може да почнам да зборам? Да, може. Може, па види се, кому нема ова. Па на новопечените богаташи удржава покрај функционерите што се власт, што биле власт. Така да и што во иднина ќе бидат власт, нив нема да ни најмалку нема да им одговара тако нешто. Затоа што како вика, на змијата нозете си ги крие, така да они пробуваат така да си ги скријат нивните нозе, што значи дека нема да им ги видиме нозете. И воедно, како беше на прашањето за... Анкетното ли? Анкетата, да. Дали со закон за потекло на имот може да се застане на патот на непријавениот имот? Види, се е тоа убаво, значи, зацртано, убаво кажано, ама такви закони нема да профункционираат, затоа што ќе дојде работата како судија на Фалконе во Италија, што беше Сицилија, кај таму кратерот 12 метри го најдоа. Значи, до некои контейнери таму кај беше потепан. Сега, значи, кој да проба, што и да проба ова држава, мафија хара овдека, веќе имаме формирано мафијашки кланови, ние немаме ние партиски, значи партии немаме. Ние имаме мафијашки кланови више кои се представуваат како партии и владеат со нас и манипулираат со нас како сакаат, знаат, може да се умеат. Поздрав. Поздрав, благодарам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Па кои ќе бидат вашите одговори? Па, мои одговори ќе бидат слични како на претходниот. Значи, во Македонија нема партии, изгледа ми точно така е, дека има кланови, мафиошки кланови, кои што владеат со партиите и со државата. Значи, ова донесување на закон не оди во прилог на никој од овие, пошто сите од овие партиски челници станаа милионери, скоро сите, не скоро сите, него сите. И затоа сега тие околу нив имат тајфи на подржувачи, на помагачи кои што ги плаќаат дебело и
одат околу нив и прават што сакаат. Еве гледате, убиства се случуваат кај сакаат, таму идат, се напаѓаат кај сакаат, таму се напаѓаат, вооружени групи одат. Од лошо по лошо, од опасно по опасно е. Меѓутоа, народ уште спие и на овие наши владетели не им е јасно дека полиција македонска веќе нема, армија македонска веќе нема, влада македонска веќе нема. Ништо нема македонско. Еден директор нема македонска државна македонска установа. Еден министр веќе не владее македонско министр. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Прашањето денес во црвена линија е: кому не му оди во прилог донесување на закон за потекло на имот? Што мислите вие, ќе дознаеме, се разбира, во новите 90 секунди. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво јас ќе кажам дека на сите политичари кои што не водат, кои што раководат со нашата држава, не им одговара. Ние јавувачите на оваа програма се од секогаш се трудиме, бараме, значи да постои потекло на имот, да постои незастарување на предметите и на сите политичари кои поседуваат со некаков имот, се она што имаат пријавено да биде проверено, да биде контактирано, дали целиот имот што го поседуваат е заведен и да се провери потеклото на имотот до трето колено, затоа што тие се махери и тој имот го пренесуваат на други лица од фамилијата, за да може, што се вика, да манипулираат како сакаат и да можат после нивното владење, кога ќе напуштат политиката, после тоа да можат слободно да ќе си го повратат тој имот на своје име и ќе раководат и после ќе бидат големи газди. Па нормално е, затоа што тие на ваков начин ќе се збогатат за 10 животи и ќе имаат богатство колку што они сакаат, а не колку што стварно еден нормален граѓанин кој работи, заработува и ќе оствари доход онолку колку стварно работи поштено и толку треба да има. Благодарам, поздрав. Благодарам многу, поздрав и до вас и како продолжете да не следите. Ќе ги вклучиме малку и твитирџи и секако како што и правиме во секој издание на црвена линија. Ќе почнеме со твитот на Недопирлива, која што практично е и одговор на Веста, која што стои дека на 7 годишната Лина Фета итно е потребно лекување во Германија. Еве што напишала Недопирлива. Жал на Македонија со сиромашен народ и богати несовесни политичари. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Да, се слушаме, повелете. Видетино, 32 години ја плячка државата политичарите и затоа не го носа закона за потекло на имот. Мала партија, мала држава со толку огромен број на партии ја осетија сласта на парите во политиката и ја плячка државата. Колку само пари испумпале надвор од државата во други држави, закупувале имот во Грчка, во Чешка, во Словачка, во не знам каде таму. Па гледате вие сами. На вашата телевизија сега Мијалков 25 стана. Од каде тие 25? Татко му Мијалков, Јордан му ги остави или кој му ги остави? Уште колку има имот? Зик Кумановско поле, па тој уште има сигурно 30 милиони. Ова невидена плячка. Политичарите не го носат законот ради нив самите. Не збориме за министри, збориме за обични пратеници. И уште ќе плячка државата. Се додека овој глуп народ не ја земе работата во своји раце, нема спас за оваа држава. Бидете поздравени. Бидете поздравени, сега го продолжете да не гледате. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Па еве, дали со законот за потекло на имот конечно ќе има решение? Точно. Го читам вашето прашање долу. Имате поздрав, исто така од нас. Голем поздрав и до вас. Нема да има, нели? Нема одговарано функционерите. Тоа мислам дека треба да биде едно големо прашање
за цела нација нели македонска и да се вразумат сите политичари, да се стегнат малку, да не бидат толку распуштени, да биде сека што треба нели од државата, да функционира нормално, да се каче нели платите да ги покачат нели да си биде сека што треба, а законот не му оде у прилог нели на функционерите секако. А мислите ли еве дека функционерите скенираат сметки? Не. Тие одамна нели го знаат тоа, со скенирањето на сметките и има они цела нели цел буџет го собраа нели и точно нели почна нели инфлацијата од тогаш. Така да Добро, благодарам и вие што го кажавте вашиот став од Црвена линија. Уште еднаш поздрав до вас. Еве уште еден интересен твит од Анета Марковска која што има напишано уште на 15 мај. Вика, наместо државата да најде начин како да ги стимулира семејните бизниси, младите луѓе да имаат дополнителен стимул да го продолжат занаетот кој го наследиле од своите дедовци, ујапа и владата им подготви нови давачки. Зголемен е данокот на личен доход за паушал на занаечи. А во Македонија ќе подсетиме, функционерите секој ден се побогати. Народот се посиромашен, па еве на кому не му оди во прилог донесување на закон за потекло на имот. Добар ден. Добар ден, ти на Игор од Битола. Добар ден, Игор од Битола. На кого не му оди во прилог еве овој закон? Па на кого не му оди во прилог, па секој бара, мислам од и државата треба да води грижа околу становите. Еве колку станови има во Скопје и во Битола, па ги зедоја, не знам како се земени. Значи, кој ги зеде, јас не знам. Јас имам еден особен проширен стан и куќа имам, ама брат ми ја зеде, пола куќа е моја, ама ми ја зеде цела. Еве, кој не сака според вас, Игор? Игор, кој не сака според вас да се донесе овој закон за потекло на имот? Па треба да се донесе, Тина. Треба А да на се кого донесе не му одговара? за имото на граѓаните. Треба да се донесе овој закон. А еве, кој не Мислам, сака да се донесе овој закон? Оти овој важен закон. Добра, еве на анкетното прашање дали со законот за потекло на имот може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите, да или не? Не. Не може, добро. Добро, Тина, Тоа е се, благодарам Игор, пријатно. еве што се јавивте од Битола повторно, останете да не следите. Добар ден, Ало, добар ден. повелете. Поздрав за телевизор. Поздрав и до вас. Со овој закон, со овој закон, што го предложи и од порано е предложувано од ВМРО, на него прифанија од опозицијата, се гледаше за тоа што ако припате имотот на политичари и на судиите од Богданка Кузовска, Добрина Касарска, Демишкова, да не ги зборам таму, кои Така, таму. без име ако може. Криминалци невидени, они губат, затоа што наменски ништо не ги користе кредит. Ништо проекти, значи не изградува. Ништо што витува, само лажи на памет програми и така. И сега исто Христо Мицкоси, проверени, од ВМРО и лидер на ВМРО, не проверен, генерален директор на Елен, ништо нема, чист како суза, и предложи на сите политичари, на суди, да донесат комисија за имото на судиите на политичари. Не го прифатија. Значи, бегат. Оти се криминалци. Бегат, од они са тие со клано заеви. Сите кредитивни ни джебови ни сметки. Продавање, трговија, атентати, назад се врне со ПЦ, атентати, задруги, села, земји. Добро, благодарам многу за јавувањето и ве слушнавте што кажаа до сега гледачите, па да видиме што ќе слушнеме понатаму. Добар ден.
Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден, еве чекам. Ние веќе ве слушаме, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Вака. Може ли да зборувам? Да, ве слушаме, повелете. Вака сега. Гледам црвена линија, некои работи. Кому не води во прилог донесувањето на закон на потеку на она. Денеска Ве слушаме, продолжете. Значи, денеска честниот човек, праведниот човек, кроткиот, добриот денеска страда. Ако почнам од мене да зборувам, и јас во Југославија бев најголемиот сточар, што работев илјадници, овци, кози, крави, стотици сум имал, се што тргна да крадат, на се што беше продадено, 260.000 евра пари ми пропаѓаат тебе над 10-15 години. Ни суд, ни адвокати, верувајте што ви кажам, адвокатите го донесуваат на суд, меѓутоа судот да го влачува, кој знае што е со работите, пари ми осакатуваат мене вака. Денеска, пак ќе кажам јас, денеска, ако не умееш да лажеш многу, и не можеш да лажеш, и умееш да крадеш, не можеш да крадеш, ти си мањак. Ако знаеш добро да крадеш и можеш да крадеш, ќе бидеш со ним. И ако умееш да крадеш и знаеш да лажеш, ќе бидеш со ним. Вака, честност, поштеност денеска нема. Извршителите денеска мамето ни го разплакаат. Благодарам за јавувањето, ви го разбирам гневот и се разбира, само и ве напомена за останатите понатаму, ве молам само без погрдни зборови, пцовки и останато. Секако тука сме да го слушнеме вашето мислење и став. Ево уште еден интересен твит од Тантела, кој што практично има ретвитнато на твитот на Ебреј. Ќе почнеме со твитот на Ебреј. Значи, сакаме да живееме во смрат и да бидеме свињи. Значи, државата нема механизам ефикасно да ги собира даноците за да ни обезбеди квалитетен живот. А еве Тантела што напишала. Прашање дали ги тужат должниците и ги даваат на извршители. Колку што знам и гледам, обичен народ една сметка не може да прескокне, а да не го зацрнат. Треба да се провери прво дали избраните и назначените функционери редовно си ги плаќаат даноците на имот, сметките за струја и вода. И всушност дали еве со законот за потекло на имот ќе може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите. И секако кому тоа не му оди во прилог да се донесе ваков закон. Добар ден. Добар ден, Барбике, убав и среќен ден на вас и на вашата екипа. Благодарам. Вака, кому иде на тие краповите, а на нас не иде. Зошто ние сме бајчиња, не знаме ништо ние. Ние само ќе не возат, ќе не крадат, ќе не плячкат, а ќе ни кажуваат брда и долини и од тоа нема ништо фајде. Толку пријатно. Кусо, јасно, благодарам сепак и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме нови 90 секунди, ни носат нов гледач или можеби гледачка. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав. Еве, баба Фимка седе, вака ужива и гледам убаво девојче во бело облечено. Чека да си се јавам и да си го гледам од све срце. Драго ми е, благодарам ако е така. Така е. И како што кажа, што прочитавте тамо дека они се богатат, а народот сиромашни. Зошто? Јас не знам. Како што кажа гледачот тамо колку овци има и како со колку пари оштетен бил. Може да се оштетат они, а овие големците што не се слажат за имотот, како ќе се прикаже, вика. Значи како вика ке раз змија ноги не покажува и они, а па се богатат. Јас не знам, се викам сама и се гледам вака луѓе кога барат помош, викам. А они со тие пари за нима, за унуци и за параунуци печалиле. Кога ќе ги прашат нивните унуци, параунуци, од кога ви тој имање, кога го печаливте, како ќе кажат? Како ќе кажат? Немат ли осите, немат ли малце, дека навистина не е убаво луѓето да ги гледаш? Еве гледаме
идат по селото, ги снимат како луѓето немат кај да легнат, немат лепчеви кај да каснат. Сиромаштија голема. Не знам, Тина да ти кажам, ова претерано е. Биди ми поздравена на кај служена чест, то да кажам друго. Поздрав. Така, голем поздрав и благодарам и за јавувањето. Продолжете да бидете со црвена линија. Ево уште еден твит од From Earth, кој што има напишано: потекло на имот на сите. Повторувам, сите функционери во Македонија од 91 до денес. И допишал: секако никад нема да најдете моќна партија во Македонија што ќе го спроведе тоа. Па еве, дали се сложувате со ова што го напишал From Earth? Дали никогаш нема да се најде моќна партија во Македонија што ќе го спроведе законот за потекло на имот? И дали со закон за потекло на имот всушност може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите? Добар ден. Добар ден. Повелете. Кому не води во прилог законот за потекло? Законот за донесување на потекло на имот. Тоа не му оде на прилог на тие богатите што преку ноќ се збогатија, ги купија фабриките, например, може да се рече и судиите, адвокатите, извршителите, има многу. Ама најмногу тука у Неготино има направено проневера, работниците таа мара да најува што работеше во замрзната храна. И третираше работниците како стока. Само без имиња ве молам. На работниците не му го плаќаше стажот, не му ги плаќаше дневниците, и наместо 7-8 години, 2 години. И баш е гајле што Маđarска има море, а нема морнарица. А камо ли потекото на имото да ги спијат. И иако е дома, не е на работа, пак ништо не ги прават. Сите пари се во странските банки. Баш е гајле. Чистачката чисте секој понеделник. Спици фрчат, јадениња секој ден. Еве каде гледате решение? Има ли начин да се реши? Нема начин. Таа е поврзана. Никој не е дошол. И да одиш на суд, и со инспекторите е поврзана, инспекторите го водат на суд. Така, благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден, Тина. Како сте да прашаме? Топло ли е во Каменица? Иде некако. Иде некако. Да кажам. А на кого му оди во прилог еве да не се донесе закон за потекло на имот? Па државата треба да донесе закон за имот. Како да може да донат чија удите? Срамота. Па ако да министерот да гои, каква е таа држава? Да не знае да држава изпитуваат чија удите. Молим те. Од 10.000 евра. Како тоа? И за очетарите се само за сиромашијата, а за богатите не. Таа државата да. И точито нема никој да излози. Нема никој. Никој не чукај. Те тоа пропаст држава. Грабната од мафијата, тоа нека води оваа мафија, и кај ќе биде Тина. Поколку не е тоа. Тоа е проблем за них. Они полиѓа моја. А да јади тоа е тоа. И тоа ти не потребно. Поздрав, благодарам еве за јавувањето во црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Ке подсетам на 0230700005, имаме 5 активни линии, ке ве подсетам и еве во време трајање на црвена линија да не заследите особено на Инстаграм социјални или да учествувате во денешната Инстаграм анкета, а денес прашањето е дали со закон за потекло на имот може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите. Две опции за одговор: да, не. Продолжуваме и со твитерџи, па и ве можете да се надоврзете и на нивните коментари. Секако, она што пишувате, еве, ќе продолжиме со Just Smart, кој што напишал: очигледно дека и премиерот се сомнева во тоа, во заграда реална пријава на имот, бидејќи е зачуден околу случајот на Мерко. Проверката на имотот кај администрацијата не е моја, туку на премиерот идеја. Јас само со функционерија доградив, честно, нели?
Па еве, сметате ли дека законот за потекло на имот ќе биде единственото и вистинско решение за нормално да може секој граѓанин да се знае од каде му потекнува и како го стекнал имотот? Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Јас сум во програма. Да, ве слушаме. Па, кој се плаши од испитување потекло на имотот, оние кои биле недостојни, дрчни, ненаситни, себични, само за себе да грабаат, да уништат државата, да ја предават државата, оние кои немаат душа за Македонија, око им трепнува. Тие се оние кои се плашат од да му се испита потекло на имотот, а оние кои градел автопати, булевари, фабрики, индустријски зони, фабрики, мислам, партија ВМРО и премиер тогашен кој ја воздигна Македонија со цркви, ја християнизира со крстови, комбиња 150 нови. Дали тоа значи дека доколку градот функционерите се ослободени од законот за потекло на имот? Па, секој да има потекло на имот, на секој да му се испитува независно градел, не градел, но сепак тој што градел се гледа, има образ, каде парите ги вложил, тие наши пари. На оние кои ни километар автопат овие години не изградија, па и во овие 30 години, нели, како држава, нели, од СДС, тие само крадеа фабрики, крадеа штедачи, крадеа пензионери, ограбува се во Македонија, бездушно, без милост. Сакате да кажете дека законот за потекло на имот е партиски проблем? Не е партиски, туку на секој нека му се испита, но сепак. Но сепак ја ќе речам големо благодарам за вашето јавување. Одиме понатаму, добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Се слушаме, не? Да, убаво ве слушаме, повелете. Вака. Значи, директно не ја повторувам темата, во прилог не му оди на апашите и на крадачите. Значи, тие што крадат и апашлакот во Македонија. Но, меѓу тие око не му трепнува оти крадат. Уште позасилено крадат. И ќе крадат, и нека крадат, пошто има заспан народ во Македонија. Значи, која партија и да биде, и да донесат закон за потекло на имот, ништо ни влакно нема да му фали на тие апашите. Тие ќе бидат уште наградени од државата. Не случајно така Дзинго во во пратеничката сала му рекол: сега имате шанса, Македонија се ослободи, крадете кој што можете, ништо никој ви не може. И така бидна, и си крадат, и никому ништо. Ние можеме само вака преку телевизија да се издушиме, да говориме за неправдата, но не можеме да доделиме правда. Значи, која партија и да донесе закон не може да го спроведи, бидејќи јавните обвинители и сите тие судски инстанции се поврзани со корупција и така да тоа ќе се тече и понатаму. Како мене да има некои будалетинки такви да бијат во парламентот, така може, ама барам да бијат над 50%. Тогаш може. Ја не ги жалам крадачите и апашите, бре. Благодарам многу. Секако ќе кажам, не сте воопшто будалетинка што се вклучивте во црвена линија и продолжете да не следите. Благодарам. Добар ден. На линија сум? Да, повелете. Виете за законот што дали треба се донесе. Така. Секако закон треба се донесе. Ако министерите, претениците не така да донесат закон, тие нема да го предложат. Сите овие што ви се јавува на телевизија, тие неќе да има таков закон. Тие се веројатно го нешто изглед мрсени, само тоа не е многу видно. Видно е да овие големите министри кои како бизнисмени, како Камчев, Мјалков и Груевски и другите. Тие ограбија многу пари, нас не ограбија граѓаните и некој избега, некој да ги судат и ќе ги судат. А закон се носи, во ваков случај се носи закон, дори да имаме многу луѓе такви кои не се чести, не се поштени. И тоа треба да се изгласа со сите пратеници, најбрзо треба да се донесе. И да му се води потекло од чиво е имото. Ево, например, сега има бизнисмени
3 флета направија, 3 згради, огромни во Битола. А има млин за мерење на жито. А житото ни го зема за 9 динари. Никој тоа не го кажува. Од кај тие парите? Овие сите што се јавува ништо не знаат, така речено. Јас сеќам да ги критикувам, ама позволување да слушам дека стварно е абсурдно. Вакви закони мора да се носи онаму кај што луѓето не се многу добро поштени. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твитерџија, профилот е Космополитан, кој што напишал: видовме дека за непријавување имот се казнуваат функционери и ги стражува антикорупцијска. За некој сектор од администрација сите знаеме дека зимаат пари и имаат голем имот. Ама за нив не требало. Не сум стручна како тебе, не знам. Ова е дел од дискусија на Твитер. Изведок, па еве ве прашуваме кому не му оди во прилог да се донесе законот за потекло на имот. Добар ден. Добар ден. Па кому не му оди на законодавците? Затоа што они го имаат имотот. Сите си е врана на врана, не вади очи. Кој ќе го донесе тој закон? Ја не можам. Ова е само некоја фантазија за мене. Колку одмајување народот да се занимава со нешто, еве закон за потекло на имот. Тако нешто да се случи, па ние овдека, ја не знам, ние ќе бидеме најбогата земја да зборам овдека каква Европа, какви бакрачи. Вие, значи, ние народот што знаеме лично, значи сите знаеме по неколку, кој колку, како има и од каде му е. Значи секој од народот знае за неколку луѓе. Така да овдека да се направи потекло, меѓутоа за жал нема и тоа потекло да се направи, тоа од нас све се префрла на друг, пари се носат у швајцарски банки под шифри и така да тоа си има така една лента направено, што да ти кажам, меѓутоа за жал нема да се донесе. На тој што нема, уопште нека се донесе, уопште не ми пречи, меѓутоа не, тој што треба да го гласа не може да го донесе. Вие луѓе овдека имате по цели згради, значи имате по пола зграда, овакво, овие кажи ги градоначалници, инвеститори, па да не почнеме ние да почнеме граѓаните да кажеме ќе направиме една листа што да ви кажам, не треба ни овакво никаква комисија ни за корупција ни ништо, колку граѓаните што знаат. Значи повеќе од граѓаните, ја мислам дека никој не знае. Еве сакам да останете на линија сега кој со оглед на тоа што еве спомнувавте згради. Ќе потсетам на Facebook како сме објавени, имаме и фотографии, еве можете да видите како изгледаме. Еве, од режија, тука имаме функционер кој што прашува, вели најгорниот кат запиши го на име на братучедото, а долниот на, и така се дава една листа на кого се треба да биде впишан имотот. Се разбира она што е факт е дека за законот за потекло на имот се чека со години, па еве денес тоа е она што ве прашуваме. Па нема шанса да се донесе, нема. Ова само ќе биде една жилба за некого за да се донесе. Иначе вие овдека имате функционер зграда најгоре, целиот прат 240-300, не знам колку е, го има. Значи, ја ви кажем, ја да почнам да направам список, а не други луѓе овдека што имат, ќе направиме може најмалку стотици и повеќе. И овде во околината кај мене, само градоначалник колку има станови. Така, големо благодарам еве што бевте дел и од ова издание на Црвена линија. Еве еден интересен коментар, секако ќе потсетам дека можете да шернувате, лајкнувате и коментирате и на Facebook. Црвена линија профилот, па кога сме веќе тука да го прочитаме и коментарот на Владко Данилов кој што напишал: не им оди во прилог овој закон на сите кои имаат стекнато имот на нелегален начин. Добро, и еве малку подоле, меѓу овие се голем број на функционери. Секако дека тие не им оди во прилог ваков закон и тоа е причината зашто овој закон со години не се носи и најверојатно нема да биде донесен. Има уште повеќе, добро, долг е малку, добро, ќе го прочитам, но ако самите нема да одат против себе, каде се приватниот сектор кој е ограбен, како и граѓанскиот сектор кој осиромашува се повеќе. Ниту коморите, ниту граѓанскиот сектор ништо не прави по ова прашање. Кои се причините? Или и тие се кријат од ваков закон, или се тотално неспособни да си обавуваат својата функција.
Продолжете секако и на социјалните медиуми да дискутирате на темава, а сега ќе вклучиме и гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија, сте ве слушаме. Во црвена линија сум? Да. Еве сега така, јас да кажам нешто за македонците, како да стварно да тргне Македонија. Да не се карат ни ВМРО, ни СДС, ни тие се китка, ни тие се цвеќе за мерисање. Сите крадат, да знаете. Ама сега они се карат третиот користи кои што на нас никој не ни оди во прилог и си ги барат дивните што не ги очекува македонците такви барања. Пример, еве конкретно за албанците што си сакат се. Тие тоа го добиват зашто се карат двете македонски партии. Да се здружат, па да видат. И бива, не бива. И ќе ви кажам, тука пред на ВМРО градоначалникот живееше во 2 соби и трен. Татко му е лекар. Толку немаше пари ни да си купи кола. Од бензин ставаше дизел мотор. Сега има 3 джипа, има најелитна куќа, милиони евра и какви голтари од Гевгелија што станаја во ВМРО, ги знаеме, што трчаја по него, да го гледат како бела мечка, направија пари. Затоа сакам цела Македонија да биде добра. Не само некој од ВМРО, некој од СДС. Ајде, дали со законот за потекло? Да одлучуват за граѓаните како е најдобро сите заедно да одлучуват. И да му помагат на граѓаните. Добро, благодарам многу. Еве ќе го поставиме анкетното прашање од Instagram стори на следниот гледач. Благодарам на претходниот за јавувањето од црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Дали со законот за потекло на имот може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите? Па прво не може да се добие, не може закон да се донесе за потекло на имот. Дека истите чинители се на власт, истите суди истото су и обвинители истите. И нема шанси да се донесе во Македонија потекло на имот. Не може они сами со себе да се казнат. Така иде. Претходниот гледач каже дека ВМРО и СДС се караат. Ја мислам дека ептен убаво живеат ВМРО и СДС. Дека ептен братски живеат и кражбите се ги делат. У Македонија некои аналитичари и мислам и математички можеш да прерачунеш дека за 30 години, 15 години владеело СДС, 15 години ВМРО. Украде над 30 милиарди долари. И доста аналитичари, доста од странците го кажуваат. И затоа Македонија пропаѓа. Па каде е решението, еве, што е спас? Неповитен факт. И дур се овие партии ние... Ало? Ве слушаме додека се овие партии... Додека се овие партии на власт, Македонија, ја мислам дека аер нема да види. Нема да види аер. Само остравство може да дојдат да донесат овој закон, да потекло на имот и конфискација. И Македонија, мислам, само така може да живне. Добро, благодарам големо и вам за учеството во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Добар ден на сите гледачи из Македонија. Исто да се надобрзам јас и на претходниот гледач, потpuno се слагам со него. Затоа што оваа политика за непроверување на имот, да потекло на имот, не им одговара. Ниту на ВМРО, ниту на ДС, ниту на СДС, ниту пак на некоја друга партија. Ќе кажам, наскоро се ближат избори, така да секој граѓанин во Република Македонија може сам да си направи пресметка дали ќе испади на избори или треба да се донесе овој закон за потекло на имот во последните 32 години. Така да, тоа е накратко што можам да кажам. Гледачот пред вас рече дека треба никој од надвор да дојде да го направи тоа. Тоа не мора да дојде од надвор. Зошто од надвор? Ние сме самите свесни, ние сме македонци сите. Без разлика дали сме срби, македонци, албанци, бугари, грци, не знам што. Тоа треба да се направи и готово. И после ќе имаме правилни и реални избори кои што можат понатаму да се реализира се друго во оваа држава.
Тоа е најкратко. Ви благодарам и пријатно. И јас ви велам благодарам за вклучувањето во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да, само кратко и јасно. Само искусните во работа на оно што сега се пензионери. Само они тоа ќе го оправат. Ако треба ќе се кажам со име и презиме. Димитар Берово, Литајковски будидарци. Само ние да се нафатиме неколицина, што викаме ние малешевци, внес маш. Без разлика дали е брат ми или родни некој друг. Ама ќе пробаат да не се отраат. Ово што кажа од Битолово право човекот. 9 денари покладат за стан. Мила мачо, мила мачо, мила мачо, мила мачо. Убав ден, поздрав на сите. Убав ден и вам, сега кој останете да следите црвена линија. Ме гледат, имаме гледачи кои што се куси и јасни и за многу помалку од 90 секунди го искажуваат својот став. Благодарни сме секако за вашето учество во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало, дали си ја на линија? Да, повелете. Па не му оде во прилог тој закон за да се донесе на функционерите на СДС. Затоа што они се оплячка и како ќе донесат сега, ево они се на власт, зошто не го донесат таквиот закон, да знаеме од каде му е потеколто на имотот, да речиме на тие функционери што беа председатели на држава, премиери, министри, заменици. Ама има закон од 30 години не се носи, дали ме слушате? Зошто закон од 30 години не се носи од осамостојувањето? Па не се носи за тоа што ќе треба да знаеме од каде му е потеклото на имотот, а милиарди евра не се спачелува само тика. И тоа е така 30 години. Сите фирми ги уништија во времето на СДС. Не прекинувате цело време. Дали ова партиски проблем сметат? Па сигурно дека тие се што се уништи, се уништи од партиите, не се уништи од обичниот човек, од некој сирома, беден човек што нема што да јаде. Функционерите на СДС се уништија, фабриките се ги уништија, парите во нивни раци и тоа. Голтари беа, сега се сите со убави коли со милиони евра, Каевски од кај му се парите, на Заев од кај му се парите, на Бранко Црвенковски, на Шечеринко од кај им се ни парите. Значи треба да знаеме, а они милиони, може и милиарди Бранко има и Заев. Значи не се спечелува тоа од Чушки и од Бостан. Се спечелува од Арамилак, од Кражба, Македонија од Благодарам за вашето учество. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав од село Нежилово. Прв пат се јавувам во вашата телевизија. Па многу ми е драго и се надевам не и последен пат. Видите што е, кому, ви кажам право, овој закон нема ни да го донесат. Зошто? Овој закон нема да го донесат, зашто тие се истите што крадат, без разлика кој дали е ВМРО, СДС, тие се истите. Еве да кажам конкретен пример. Ја покачија платата, ни еден од левица задружи понесува по 1000 амандмани, не понесува амандман да се намалат платите. Затоа ви викам, оваа држава Македонија е на добро поднебје, може да биде поголем бојак од Швајцарија. Него има многу ајдуци, лопови, лопов до лопова, све е ајдук до ајдук. И нема никога да се правиме. Тешко за народот македонски. Верујте ми, има луѓе од 20 крај со крај го поминуваат. А тие си тераат, си го товараат магарите, си заминат. Дојдат едните, па другите, па другите и така. И па каде гледате решение? Македонскиот народ, кој што е обичниот народ, тешко е. Некој крај со крај не може да го дојде. Бидете ми поздравени, фала на стапеното време, пријатно. Благодарам многу и драго ни е дека за прв пат сте се јавиле во една ваква емисија и се надевам нема да биде последен. Секако ќе ве очекуваме да ве слушнеме и на другите теми кои што ќе ги дискутираме со сите вас. Еве вака, каква топ напишал малку, ќе кажам слободно, иронично и цинично, на 21 мај ќе потсетиме дека законот за потекло на имотот се чека со години, односно цели 30 години. А еве што напишал каква топ.
Добро утро, Македонија! Неделна тема. Македонија земја на сиромашни функционери, сиромашен лик, безличен имот, во заграда имот на родители, брачен другар, деца, можеби и швалерки, се бори да врши позначајна функција. Зошто? Како и да ние прашуваме зошто и се уште не се носи законот за потекло на имот и кому тоа не му оди во прилог да не се изгласа ваков и донесе ваков закон. Добар ден! Да се намали тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, повелете. Кому не, мислам, не му оди во прилог? Так. Па не оди на ниједан овај што е на функција од почнувајќи 30 години уназад. Од Бранко Црвенковски што ги продаде сите фабрики, па до Ковачевски што го продаде Телеком за милиарди и 400 милиона, не знам колку тама, и останатите, мислам, без разлика дали се тоа пратеници од ВМРО или од СДС или од ДУИ или од не знам која партија. На нив не им оди во прилог и они нема да го донесат тој закон никогаш во живот. Дур да не стане народ на плоштад и да расчисти све како што треба. Од почеток до крај и да она власт која ќе дојде втората нема да прави овакви пропусти, овакви кражби, манипулации, плячки на народ, пензионери по 9.000 денара, социјалци 4.600 денара, работници 20.125, а они по 590.000 да примат плати. Така, големо... дали мислите дека решението треба од надвор да дојде? Не треба од надвор, тоа треба од народ да искочи на плоштад сите сложно без разлike на вера, нација, боја коже и... Така, големо благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Од треба да почнат прво... Ало? Да, ве слушаме. Повелете. Треба да почнат прво од Црвенковски, што е транзитијата. Не ли ме слушате? Само без имиња, ако може... За да можат да видат кои... Ме слушате ли? Да, продолжете, цело време ве слушаме. Добро. Дали... Не ве слушам јас? Слободно зборувајте, ве слушаме сите. Слободно да зборувам. Сега да ви кажам. Треба да се почне од Црвенковски. Без имиња, ако може само. Да се почне од Црвенковски. Па да се почне од Георгиевски, кој дојде без палто, немаше кога дојде премиер. Па да се почне од сите тие директори што ги откопија конфекциите, што ги зема акциите на луѓето, примаа ги 2 месеца, па ги исподи и зема ги акциите на луѓето останаа на улица, 300.000 стечајни работници, а они газди изиграват на конфекции, на фабрики, на се. Сега да се почне од тука, од каде му е колата на Груби, што ми е комшијата возе, а колата е негова, да се почне од Ахмети, од каде му е замокот толков голем и у Зајчар тај замок, да се почне од на премиерот сопругот, од каде и са 25 милиона пари за фотоволтаици, од каде е наша Керинка за јахтата пари, од каде за хациендата на Заев, тука се илјадни, тука се сите, кој на кого ќе најде бомбонче, продаде го Еване, продадеше Керинка бомбонче, она го лапна бомбонче, другите останаа со празни раци, како не е срам, па и... Благодарам многу за јавувањето и дојде времето за реклами. И дојде моментот по рекламите, каде што треба да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм стори анкетата на прашањето дали со закон за потекло на имот може да се застане на патот на непријавениот имот на функционерите. Со да одговорија 42%, а со не одговорија 58%.
Заследете на Инстаграм, веќе утре учествувате во новата анкета, ќе ве посетам сега кои на Фейсбук и на Твитер, Црвена линија, профилот на Телма телевизија, и сега ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во ова денешно издание. Останете со програмата на Телма, јас и вие се гледаме утре во нашиот термин.